онлайн и на Zoom и на платформи и часови кога држам и кога преведувам, работам во работната соба. Ама бидејќи ова е неформална средба на кафе пиење, се префрли во дневната. Кафе муабет. Местото за дружба. Аз се надевам на вистина дека наскоро ќе можеме тоа да го реализираме физички, со физичко присуство. Баш би било убаво, иако мислам дека веќе остваривме и претходно 2 вакви виртуелни кафиња со преведувачи и добро е малку така да сме во контакт со колеги, малку да си споделиме искуства и размислувања. Веќе почнавме во живо да одиме, така што јас сега официјално ќе поздравам, добро вечер, добар ден, добро вечер на сите. Веќе уште е светло надвор. Ова е третото кафе со преведувачот. Првото беше со Огнена Николевски, второто беше со Румена Божаровска. Сега имаме со Сонја Андонова. Како што на почеток Сонја кажа, значи овој формат е доста неформален, значи нема потреба од клишеа и формалности, како да сме сега ние на некоја телевизија. Ова е една убава можност да си споделиме размислувања, како што кажав, наши искуства и малку повеќе да научиме за некои сфери од преводот за кои што не сме толку свесни, би рекол. Па дури не само за преводот, туку и за неговото влијание во општеството. Мислам дека денес малку и за тоа ќе чепнеме. Значи, прво, еве да ја представам Сонја. Ми беше многу тешко да одредам, да склопам некој мало текстче како воведно за настанов, заради тоа што навистина импресивна биографија, скролај. Не можев, си викам, чекај, и ова важно, а и после си реков, вака ќе звучи. Значи, Сонја Андонова, долгогодишен преведувач и акредитиран толкувач. Член е на Комисијата за акредитација на толкувачи за Европската комисија, соработувала со Министерството за надворешни работи, била личен преведувач на Киро Глигоров, има долгогодишно искуство во конференциско толкување и преведувала за организации и институции од Европската унија и Обединетите нации, како на пример Европската комисија, Европскиот парламент, Советот на Европа, Меѓународниот трибунал во Хаг и бројни меѓународни конференции. Покрај толкувањето, таа е преведувач на трите многу популарни дела на Јувал Ноа Харари, Сапиенс, Homo Deus и 21 лекција за 21 век во издание на 3. Од 2009 година соработува со Филолошкиот факултет Блаже Коневски на вториот циклус студии како стручњак од полето на конференциско толкување. Може вака? Добри сме. Никола, ти благодарам за убавиот вовед. Тоа што биографијата ми е страници долга, значи само дека има многу години зад себе работно искуство. Убаво ми е и ви благодарам на поканата да учествувам на денешниот разговор и го поздравувам овој напор и оваа активност на Сдруженијето на преведувачи, кое што е многу активно и врши многу корисна и успешна работа. Супер, фала ти многу, на сите многу ни значи, посебно така кога се препознаени напорите од професионалци и од колеги кои што навистина ги почитуваме. Сега вака да им кажам на луѓето во публика, отприлика како ќе изгледа настанот. Отприлика би требало да, мислам сега, не мора да значи, ама отприлика траат овие барем 1 сат. Претходните траја по сат и пол, ми се чини. И имаме некој план со Сонја ние, значи ги подредивме прашањата како во 3 аспекти, заради тоа што треба да се фати толкувањето, треба да се фати тука наставна дејност, треба да се фатат и книгиве. Така што мислам дека имам некои 7, 8, 9, 10 прашања. И првите 2 ми се така хронолошки, значи од почетокот. Секако дека ако нешто ве интересира вас, слободно може да поставите прашање во чет. Треба да најдем македонски збор за тоа. И ќе го прочитам јас таман кога ќе му дојде време. Имаме некој план, се надеваме дека ќе биде тоа вака лесно за слушање и се надевам дека ќе им биде на сите интересно. Знам дека мене ми беше ептен. И веднаш почнуваме, значи, ептен како што треба, со прашање за почетоците и како стана преведувач на Киро Глигоров. Значи, тоа мора да е интересно. Сигурно дома имало муабети, нашата Сонја со Глигоров негде таму. Значи, тоа е така. Морам да кажам дека во мојот случај излезе дека работата ме најде мене, а не јас работата. Значи, јас студирав историја на уметност и археологија.
и се подготвував да заминам на постдипломските студии во САД да се специализирам во областа на византиската уметност. Но не излезе баш така. Се случија еден цел сплет на околности, среќни би рекла, серендипитис, што ме доведоа до таа позиција да бидам преведувач на председателот Киро Глигоров. Значи, работев хонорарно во македонската телевизија во тоа време. Тоа беше бурно време, осамостојувањето на Македонија, доаѓаа многу новинари кои што се интересира за состојбите кај нас и јас во тоа својство на соработник на МТВ им помагав на новинарите во текот на нивниот престој тука. Се случи да дојде една холандска новинарка по име Ингеборг, која што на крајот на својот престој организираше средба за сите лица со кои што комуницираше во текот на нејзиниот престој тука. И на таа средба, на која што бев и јас присутна, имаше и неколку лица од владата, кои што кога ме чуја, ме слушнаа како зборувам англиски, веднаш потоа ми понудија да почнам да работам во владата како преведувач. Тоа е нешто што мене ми се вида многу интересно и не можев да го прифатам, да го одбијам впрочем. А веднаш што се вработив во владата по неколку месеци, ме префрлија во кабинетот на председателот, каде што работев 8 години како преведувач и подоцна советник. И тоа за мене беше навистина едно судбинско искуство, можам дури така да го кажам, пресврт кој што до ден денеска го води мојот кариерен пат. Така многу страшно звучи на почеток кога ќе ви понудат нешто такво, значи баш она судбинско е на некој начин. Сега сакав и друго нешто да прашам, пак е поврзано со почетоците кога сте преведувале во процеси на Меѓународниот трибунал во Хаг, така? Сега тука повеќе ме интересира, значи тоа сигурно дека си е доста тешка работа во однос на терминологија, во однос на информираност на се што се случувало. Мене многу ме интересираше баш кога ги припремав прашањата, како тоа влијаело на вас како на човек. Значи тие грозотилаци да се слушаат таму во што се случувале за времето на војните и сега вие да сте таму присутни, сте да речам актер во целиот тој процес. Какво е тоа чувство? Заради тоа што јас како книжевен преведувач, на пример, јас некогаш ќе треба да преведам нешто што не ми е многу померак да го слушнам или што не е човечко, не е хумано. Ама пак си изолиран, некој друг го напишал тоа, не сум присутен во моментот. Ваму тоа како е изразено? Ќе зборувам малку и за тоа, но претходно да кажам малку повеќе околу периодот на работата кај председателот Глигоров. Затоа што тоа е некако поврзано. Поврзано е со распадот на Југославија, поврзано е со градењето на самостојната македонска држава, поврзано е со сите реперкусии што потоа ги имавме ние како држава поранешна и тогашна во Меѓународниот трибунал во Хаг. Периодот на работа со Глигоров за мене е еден од исклучително значење затоа што мислам дека го извади најдоброто од сите нас. Да се работи со него значеше да се работи со еден исклучителен човек првенствено. Потоа исклучителен политичар и исклучителен државник. И тоа се покажуваше на секоја средба и на секој состанок што го водеше тој, на кој што преведував јас. И ако е тоа лицето, убавата наша приказна по осамостојувањето, ова што се случуваше во Хаг, всушност беше изведено на виделина најлошото од сите нас од поранешна Југославија. Значи, таму имаше случаи за злостор против човештвото, што навистина не беа лесни за слушање. И не може човек да биде рамнодушен прво кога се работи за твоја татковина и кога гледаш на колку суров и жесток начин таа се распадна и што се ни донесоа тие одвратни војни.
Но од професионална гледна точка, за мене тоа беше голем предизвик. Затоа што после долги години работа за еден човек, за институција, сега лека полека се префрлив на толкување како фриленсер, надвор од локалната сцена. И прв пат почнав да работам една многу сериозна работа, да се прв пат работев симултано толкување на судски процеси, што прво заради содржината беа тешки, второ заради правната технологија и потребата да се познаваат правните процеси, и воопшто начинот на кој што почнав таа работа да ја работам ме одведе веќе во други води на слободен фриленс интерпретер. Тоа што можеби најмногу го научив таму е токму тоа за што зборуваш ти, дека јас како преведувач, како толкувач, не можам да си дозволам во мојата работа да ги внесувам моите лични чувства. Значи, таму бевме собрани толкувачи од цела, речиси, поранешна Југославија. И секој од нас имаше, сакали или не, свое гледање на нештата и зошто и како се случиле одредени нешта, кој е прав, кој е крив. Но никако тоа не смееме ние да го пренесеме додека го работиме. Тоа значи професионален однос на преведувач кон темата што ја работи. Во овој случај за нас тоа беше болна тема, но тоа ми беше научена лекција, дека дури и тоа што најмногу не ми се допаѓа, тоа што сметам дека е погрешно, јас не смеам да го рипнам, да го цензурирам или па да го направам да звучи онака како што јас мислам дека треба. Работата на толкувачот е веродостојно и со еднаков тон и со еднаква уверливост да ја пренесе пораката на говорителот. И предпоставувам дека тие беа судски процеси кои што траја долго, значи тоа не беше еднодневен ангажман па завршило веднаш, така колку траја тие судски процеси? Па вака сега кој ќе почнам да бројам години, многу се собираат. Мислам дека јас некаде со работата со председател Глигоров ја завршив некаде 99-та година, па се втурнав малку во други води. Со трибуналот почнав јас да соработувам некаде, мислам, 2006-2007 година. Судот работеше и претходно, но јас се вклучив некаде тој период и работев на едниот македонски случај што беше актуелен таму. Така што година и пол беше мојата соработка со трибуналот. И добро, после толку време на еден проект, да речам, се отрпнува? Како мислиш? Па мислам, дали исто толку го доживувавте болно, тоа што го слушавте содржината како на почеток. Предпоставам дека кога прв пат ќе влезете во кабина за да ги преведувате ти работи, сигурно е многу по-изразено чувство, би рекол. Тогаш морам да ви кажам наискрено, главниот предизвик не ми беше толку мојот емотивен став кон тоа што го работам, туку самата техничка обстановка. Идејата дека работам судски процес, дека се работи за човечки судбини, дека е важен секој збор што ќе го кажам, дека имав директен увид на тоа што јас ќе го изговорев како толкувач, веднаш ми се појавуваше на екранот во пишана форма. Сето тоа за мене беше шок. И морам да кажам дека првите неколку пати ми требаше доста време за да се ослободам и да почнам да го работам тоа што знам дека знам да го работам. Но на почетокот имаше мала трема крстија или страф. Страф е тоа, мислам, тоа е или одговорност дури би можело да се каже. Тоа е свесност за ситуацијата дека влијае тоа на нечи живот, не на еден, на многу. Така? Така е. Добро. Сега спомнавте вие за условите во однос на дека тоа е голема машинерија, судски процес, а во однос на условите
на толкување кај нас и таму е многу различно? Зборувам и за технологија, зборувам за почит кон толкувачот, кон преведувачот. Има голема разлика или горе-долу тука сме? Па, има разлика, секако. Кај нас професиите некако мислам дека се малку подценети. Се сметаат дека тоа е нешто што туку така се прави, што секако не е. Секој што некогаш толкувал и што некогаш преведувал, знае дека тоа не е баш плюкни залепи работа, дека тоа бара многу посветеност и многу учење. Условите се различни во смисла дека во институциите каде што јас работев, например, во трибуналот или во Европската унија, се многу подобри. Институционално е тоа подобро решено. А какви се приликите на слободниот пазар во Западна Европа, тоа не би знаела толку да кажам, бидејќи многу помалку работам на слободниот пазар. Но и тогаш кога работам на слободниот западноевропски пазар, гледам дека условите се подобри и дека професијата навистина се цени. Па вклучително, ако сакате, дека на крајот на секој состанок задолжително и не само политички коректно е да им се заблагодарат говорниците на толкувачите за тоа што тие го работат. И кај нас сигурно е така. Па се учиме лека полека, мислам. Затоа се овие заложби, значи мора да се крене свесноста за важноста на преведувачите и толкувачите. И тука мислам дека Сдруженијето прави голема работа со тоа што прегорно работи на подигнување на свеста за толкувачите и преведувачите. Да, посебно работна група толкувачи, значи годинава растур направи, значи има толку многу објави, то се е тоа скоцкано, дотерано, убаво, алалвера. Браво. Сега, кога први зборувавме дека ти ќе ни бидеш гостин, на ти преминав јас директно. Може кафе пием? Како? Кога рекоја Сонја, со Сонја да оправиме, ми рекоја таа е од акредитираните. Викам, што е тоа акредитираните? Некако звучеше како во Star Wars The Chosen Ones нешто. И си викам, што е тоа акредитирани? Дај видиме како се станува акредитиран толкуваш. Значи, сосема се во право, многу голема фама се дига околу тоа акредитираните толкувачи и што е тоа. Значи, тоа е всушност процес на влегување во работен однос со институциите на Европската унија. Генерално не постои нешто што се нарекува акредитиран толкувач генерално земено. Ние се акредитираме за работа во европските институциите на Европската унија. Тоа е еден вид на приемен испит и тие што ќе го положат тој испит можат понатаму да работат на хонорарна или основа со Европската унија. Значи јас ја имав таа среќа и таа повторно среќна околност да бидам дел од првата група на колеги кои што го полагаа испитот за толкување во Европската унија. И уште поголема среќа имав што положив. И со тоа станав првиот акредитиран толкувач во институциите на Европската унија од Македонија. Ано добро звучи. Ама морам да ви признаам дека беше еден од најтешките испити во мојот живот. Има два такви, првиот на факултет и овој со кој што се стекнав со право да работам во ЕУ. Затоа што тоа е многу тежок испит. Првенствено и пред се затоа што толкувањето таму е една многу разработена дејност, која што се базира на разработени принципи и методи на работа, што ние од надвор и не ги знаевме. Јас за себе сметам дека сум добар преведувач, дека сум добар толкувач и навистина мислам дека оваа професија ми лежи. Но не положив со не знам колкав голем успех. И тоа за мене беше големо отрезнување за да всушност видам што е тоа што тие го прават поинаку. Имав понатаму можност и да посетувам обуки за толкувањето во ЕУ и тогаш го видов нивниот начин на работа, што е тоа на што тие полагаат особена важност
и на тој начин сега преку наставната дејност да го пренесам на наши помлади колеги. А колку се акредитирани кај нас во Македонија? Не ме држете за збор, ама мислам дека сме на кај 17 веќе. Да, супер. Ама не сум сигурна за бројката. Сега па една друга интересна работа е што се ти си оценувач во таа комисија за акредитација. Така? Така бива. Значи, една врата отвара друга. Бидејќи јас сум дел од првата група на толкувачи што го положија тој испит, јас и еден мој колега друг, Оливер Јордановски, почнавме да соработуваме со комисијата за подготовка за наредните испитни сесии. Така што лека полека тоа се разви и тоа го работиме и натаму, со тоа што некако не гледам дека се организираат нови испитни сесии на кои што ќе може да полагаат нови кандидати. Така. Ама веројатно сега кога си била од двете страни на процесот и оценета и оценувач, веројатно веќе работите имаат повеќе смисла, се гледа целата слика, така? Така е. Така. Епа шо ме целата слика, еве Ана има едно прашање, вели колку процесот на акредитација е на вистина реална слика на квалитетите и стручноста на толкувачите, имајќи ја предвид тремата при полагањето. Испит како испит, значи тоа секогаш држи, дека на испит не сите луѓе функционираат најдобро во услови на испит. Но нема друг начин на проценување на умешноста на кандидатот оспред преку испитна сесија. Сосема е можно дека има кандидати кои што се одлични и кои поради тремата не успеваат да го дадат најдоброто од себе на овој испит. Но и тремата е дел од активноста што ја правиме ние. Ако некој има трема на испит, што ќе се случи кога ќе работи, не знам, со големи државници? Или кога ќе работи некоја тешка тема, како што е, например, финансии. Значи, ако не може таа трема на испитот да ја совлада, веројатноста е голема дека таа ќе надвладае и во други ситуации. Така што не, апсолутно не е гаранција дека сите што нема да го положат не се доволно добри, но е знак дека на испитот не направиле како што треба. Предпоставам дека на одредени преведувачи им лежи одредена тема. Значи некој повеќе го бива, не знам, теологија, некој го бива за финансии, некој историја на уметност, може. Сега ги спомнавме и студентите. Значи добро е сега што има некој кој што би го пренел тоа искуство од прва рака. Што може да се очекува од нив? Може да се очекуваат забрзани промени, во смисол дека побрзо би добиле квалитетни преведувачи од претходно, или? Апсолутно. Значи, апсолутно мислам дека е така. Не мора нужно да значи дека за да бидеш добар преведувач или толкувач, мора да имаш завршено јазици или книжевност. Напротив, барем што се однесува до професијата толкувач, дури се поттикнува лица со поинакви професии кои што имаат добри познавања од повеќе јазици да се вклучат во процесот на толкување. Но ова што студиите го прават е што всушност не упатуваат или ги упатуваат студентите на она што треба да внимаваат при градењето на својот занает и со помош на кој што ќе можат добро да ја извршуваат својата задача. Јас тој процес го минав во од. Значи, јас почнав како да ме фрлил некој во оган и почнав во од да учам што е консекутивно толкување, што го совладав со председателот Глигоров, што е симултано толкување преку работа во судот, во европските институции и на слободниот пазар. Она што за мене е придобивка од акредитацијата е дека јас обратниот процес, значи од практично сознание навлегов во теоретските постулати врз основа на кои што се гради тој занет.
Значи, предпоставам дека може да очекуваме добри работи. Се квалитетни преведувачи, предпоставам, шом се на постдипломски, предпоставам дека тоа им било драго, дека сакаат да се развиваат во таа насока. Веќе повеќе години работам со постдипломците по толкување и можам да ви кажам дека има многу квалитетни студенти. Супер. Студенти кои што го прават тоа што го прават од љубов и кои што се спремни да научат и кои што научуваат и кои што утре кога ќе излезат на пазарот на трудот ќе бидат добри и квалитетни толкувачи. Така што несомнено придонесот е голем. Има прашања две интересни кои што се поврзани во ова поле. Значи има прашање од Катица дали се 17 толкувачи од разни јазици или само од англиски? Повеќето се од англиски. Повеќето се од англиски, сега да објаснам малку. Првично можеше кандидат да се акредитира само во една насока, например, од англиски на македонски. Сега тоа веќе не е можно. Испитот се положува или еден јазик во двете насоки, од англиски на македонски, или заедно со ритурот, од македонски на англиски. Втората можност за акредитација е два странски јазици и еден така наречени Ц јазика и еден А. Значи, може студент или кандидат да се акредитира со познавање на германски и англиски во една насока, во насока на македонски јазик. Карактеристика за преведувањето, толкувањето во институциите на ЕУ е што главното правило е дека се преведува на мајчиниот јазик. Значи, повеќето толкувачи таму, ако седат и работат во француската кабина, толкуваат само на француски. И има колеги кои што тоа знаат да го прават од германски, од англиски, од фински и слично. Спецификата кај малите или така наречени екзотични јазици е што нема толку толкувачи во финската и француската и унгарската кабина што ќе знаат македонски. Затоа наша задача или тежината на нашата работа е всушност работата во обратна насока. Од мајчиниот јазик на англиски. Најмногу се со англиски како Б јазик, имаме колеги со германски и имаме колеги или колешка една или две со француски. Ока. Ова сега со Брекзит има шанси нешто да измести тука во тие воспоставени навики или ќе си остане исто? Па не гледам како би можела да функционира целата голема машинерија без англискиот јазик. Мислам, не случајно се стави повеќе фокус сега на другите. Официјален јазик и на Малта е англискиот, ако не се лажам, така што нема причина да се повлече. Главната Брекзит, не знам, врз преведувачката дејност, не гледам дека толку многу ќе влијае, освен ако колегите од англиската кабина, кои што се британци, а не се воедно и државјани на Европската Унија, бидат приморани да го напуштат своето работно место, бидејќи не се веќе граѓани на ЕУ. Но повеќето од нив мислам дека се двојни државјани веќе. Така, да. Има уште две прашања следни. Александар прашува колку акредитирани толкувачи ќе бидат потребни по добивање на кандидатски статус, а колку по влез во ЕУ? Значи, ние кандидатски статус имаме веќе од 2008 година. Јас мислам дека е 2008. Јас полагав тогаш и тогаш се отвори тој процес, бидејќи станавме земја кандидат и веќе требаше да се работи на оформување на тим кој што сериозно ќе работи таа работа. Не сум сигурна, околу бројките препоставувам некаде на кај 30-35 би биле потребни за покривање на институциите, вклучително и парламентот и комисијата и Европскиот суд за правда е пак посебна категорија на превод, кој што двојно поинако. Од Сонја имаме прашање, колкав процент од ангажманите на македонските толкувачи за европските институции оди на консекутивно, а колку на симултано толкување?
Повеќето е симултано. Поголем дел од преводот, да кажам 85%, оди на симултано, затоа што постојат технички услови за тоа и е многу попрактично делегатите да си работат, а ние да си ја вршиме нашата работа во позадина без било какво одземање на време, ако сакате. Има работа на консекутивен, во случај кога има званични вечери, или кога има здравици, или во некоја друга пригода, има консекутивен превод, например за време на мисии, бидејќи не е се толку гламурозна работа во Европската Унија. Сум работела за нивните ветеринарни мисии, значи кога одиме во посета на свинјарски фарми, на свински фарми, на други фарми, секако не користиме симултан превод, туку си работиме консекутивен превод. Така. Во однос на работата пред и по пандемијата, ме интересира исто така. Знам кога Сдруженијето ја организираше конференцијата во септември, мислам дека беше, знам дека имаше доста предизвици во однос на технологијата, дека требаше да се вклучени толкувачите, па имаше и посебно иконче тука на Zoom за да се префрлиме. Многу се смени? Ви отежна работата? Значи, мене пандемијата ми го сврте животот наопаку. Пред пандемијата јас бев постојано со куферчето до мене и постојано бев некаде. Било во Македонија, било во регионот, па и во Скопје. Јас одев на настани што се одржуваа некаде. Кога почна пандемијата, се замре. Значи, сите настани престанаа да се одржуваат. Немаше што да се толкува, бидејќи не се одржуваше ни еден настан. Среќа за мене и моите колеги е што во текот на таа зима имавме доста писмени преводи, па некако презимивме. Лека по лека мислам дека се навикнуваме на новото нормално. Има многу платформи преку кои што сега се организираат онлайн настани, вклучително и со превод. И тоа е новото нормално. Не сум сигурна дека многу ми се допаѓа, тоа за мене е предизвик пак. Прво треба да се научат нови платформи, па тука е технолошкиот предизвик, па тука е звукот, па тука е неможноста за добра комуникација со клиентите. Така што драго ми е што работите полека почнуваат да врват и да се одржуваат на станите, но симултаното толкување од далечина е далеку потешко и бара многу повеќе напор од тоа што ни беше работа во нормални предпандемиски услови. Предпоставувам дека друг аспект зашто е различно е што се изгуби контактот со партнерот во кабина, така не можеш да си даеш ишарет, не можеш да помогни овде фати ти, или? Тоа е така. Сега наоѓаме начини како да комуницираме и тие што работат секако знаат дека работиме едно, но сме во комуникација на Viber или на WhatsApp или на не знам што, преку што си комуницираме, се координираме, си помагаме. Но тоа не е исто кога ќе ти фали збор, па ќе погледнеш колега, па веднаш ќе ти го каже. Се некако исто, ама не е баш. Мислам дека многу ќе ни годи и многу ќе ни дојде како позитивна промена кога конечно ќе се вратиме во старото нормално. И мислам дека ќе ги цениме тие работи. Не сум сигурна дека работите целосно ќе се вратат како што беа. Да? Затоа што предноста на работата на платформи постои. Значи, се намалува на трошоци, например. Можно е да се одржуваат многу повеќе настани на овој начин. Така што не сум сигурна дека целосно ќе се изгуби, но се надевам дека барем во голем дел работите ќе почнат полека да се враќаат на старо, бидејќи за мене подобро, секако. Мислам дека се презаситивме со слушање на настани вака онлайн. Цица многу енергија. Предпоставам дека и предавањата на факултет се онлайн, така? Така е. Тоа е новото нормално. Не можеш да ја пренесиш таа
таа мотивација и таа харизма на часот за да ги мотивираш. Мислам, не ти конкретно, општо наставниците се соочуваат со таков проблем. Знам дека и мене ми е проблем. Во конкретниот случај на толкување. Значи, методологијата на работа е таква што колегата држи говор и јас треба да ги слушам. И треба да видам едниот јазик што кажува и другиот јазик што кажува. Значи, доста шизофрено. Со една слушалка слушам македонски, во другото уво слушам англиски. И тоа не е многу пријатно. Тоа е шизофрено. Така што се приспособуваме и наоѓаме начини како тоа да се подобри. Се надевам дека успеваме, но наставата во училница и текако мислам дека не може да се замени барем за толкување со дигиталните платформи. Така. Па супер, сега со ова е добар след, значи во следниот сегмент, кој што се малку по-општи прашања, ама баш би сакал да се фокусираме на ова што кажа дека е малку шизофрено, од едно уше влегува, од друго треба веднаш да излезе. Јас, например, никогаш не би се нафатил тоа да правам. Значи, мене ми изгледа многу страшно. Тоа не ми одговара ни на табиет, не ми одговара ни на тоа што ме интересира во смисол за работа. И моето прашање е, заради тоа што нели поради тоа што кажав и на почеток дека си преведувала и книги, имам едно многу добро прашање, дали секој може да биде толкувач и дали секој може да биде книжевен преведувач? Значи, од искуство вака твое видување некое. Ќе се вратам на она што го реков претходно. Ако по тоа мислиш, дали за да се биде толкувач или преведувач, книжевен или технички, треба да имаш завршено јазик или книжевност, одговорот ми е не. Значи, мислам дека секој кој што има познавање од јазиците, кој што е посветен на работа со јазик, може да го прави тоа. Ако е прашање на афинитет, прашање на талент и прашање е на работа. Тоа е прегорна работа. Дали секој може да биде симултан преведувач? Зависи од односот кон тремата. Значи, толкувањето е јавна работа. И има луѓе кои што се кочат. Значи, кога ќе почне, што велиш, ти слушаш едно, у исто време збориш, некој тоа не им оди добро. Но им оди многу добро писмениот превод. Така што тоа зависи од човек до човек. Зошто па некој да се става на такви маки да работи нешто што не му оди? Така е. Сакам исто така да прашам за книгите, значи на Харари. Трите книги, значи, направија бум, знам дека беа во издание на 3. Значи, јас не знам човек кој што тие книги ги нема дома. И баш се заинтересирав, се викам, чекај, не е нормално, значи сите толку позитивно да реагираат на дадена книга. Обично има нели на некој им се допаѓа, на некој не им се допаѓа. За оваа книга цело време слушам само позитивни работи. Плюс зборував со тетка ми која што е правник и ми вели, Никола, тоа е учебник за Сапиенс конкретно зборувавме, вика, тоа е учебник за теорија на држава. Како викам така, чекај да видиме што е работата. И баш сакам да прашам како ти легна тој процес, заради тоа што претпоставам дека беше сосема различно од толкувањето, во друг амбиент, друга содржина е. Значи, Уствари не, односно не е ни толку друга содржина, така, заради тоа што тоа е терминологија која што ти претходно си ја совладала преку сите претходни ангажмани. Така? Значи, пак можам да кажам дека и оваа работа некако ме најде мене, а не обратно. Значи, се случи едно лето, сега покојниот Горан Стефановски да дојде во Скопје и разговаравме и со огромен ентузијазам ми зборуваше за книгите на Харари, што јас не ги бев читала. И не само тоа, ни ја прати книгата Сапиенс, што веднаш почнав да ја читам и не можев да ја оставам. Значи, прво, сакав се да запамтам одеднаш, што е невозможно бидејќи тоа се мноштво на информации, и почнав да ја читам како бестселер. Вртев страници и колку да видам натаму што има. Кога ја завршив, ја почнав Homo Deus и исто, значи не можев да ја оставам. Страница по страница се додека не дојде крајот. Третата се уште не му беше излезена книга на Харари и тогаш јас се соочив со личен проблем што сега да читам.
И ајде викам, ќе почнам пак да ја читам Сапиенс сега полека. И кога почнав тоа да го правам, па си викам, ајде да видам ја тоа, да видам како ќе ми оди, бидејќи ја најдобро учам преку толкување. Ја светот го учам преку тоа што го толкувам. И така лека полека почнав и ми одеше добро, и една страничка за друга страничка се наредија 3 книги. Мене ми беше многу интересно како сите толку позитивно реагираа, зборувам и книжевници, значи еве мои пријатели кои што се млади поети, преведувачи, со најпофални зборови, па со цитати, со извадоци, па со поврзани работи како тоа влијаело кај нив, до, да речам, до нормални читатели кои што не се од фелата. И си викам, како е можно да има таква книга која што им се допаѓа на сите. И видов дека конкретно Сапиенс е издадена на повеќе од 45 јазици. Јазика, како и да е, јазици. Јувал Ноа Харари по професија е историчар. А истовремено тој е историчар кој што знае да исплете многу убава приказна. Тој убаво раскажува. И ако ја читате Сапиенс, ќе видите дека всушност тоа е еден вид на предавање. И мислам дека и некаде прочитав дека тоа е адаптација на предавањето што тој ги држал на своите студенти. Да, напишана е според 20 предавања со додипломци. Блазе им на тие студенти што го имале како професор. И мислам дека и затоа јас може да ја преведувам, бидејќи на известен начин како симултано да го толкував неговото предавање. А тој е голем ерудит со огромни познавања од многу области и од многу временски периоди. И тоа умее убаво на популарен начин да го спакува, што е интересен, едукативен, нуди едно ново гледање, ново свежо гледање на историјата. И мислам дека тука е тајната на успехот, што ја популаризира историјата, или ако сакате ја популаризира науката и ја прави поприемчива за повеќето читатели. Она што ме изненади, значи, кога ги работев книгиве, постојано размислував за тоа и разговарав со луѓе за тоа и некако се сметав себе за авторитет на тоа што сакал да каже авторот. Она што ме изненади е дека неговите идеи различно влијаат врз секој читател. Значи, секоја негова идеја различно е протолкувана и различно ја сваќа читателот, што не е погрешно, напротив, туку само го раздвижува мисловниот процес и креативното мислење за исти работи, што секако е убаво. Имаше време на подготовка пред преведувањето? Контакт некој со авторот или некој истражување претходно заради тоа што мислам дека таа терминологија тебе ти легна, пошто пак ќе кажам, има некоја правна терминологија која што ти си ја работела претходно. Може би да, иако јазикот со кој што се користи Харари не е тежок. Значи тоа не е литературно дело од типот на Шекспир или Мелвил, да кажем. Значи тој користи релативно обичен секојдневен јазик. Она за кое што ќе имав најмногу проблем се опфатот на цивилизациите низ просторот и времето. И да не беше модерната технологија, да не беше интернетот, за тоа мислам дека ќе требаше години работа. Интернетот денеска помага многу полесно да се направи проверка за тоа за што преведува. Значи, се сеќавам како студент, јас да стигнев до одредена информација, требаше да листам енциклопедии, книги, не знам што. Овој пат за да проверам име, или за да проверам како нешто се изговара, или да ја проверам приказната, за да знам верно да ја пренесам, се што треба е да го проверам тоа на интернет и се јавува веднаш. Така што технологијата, интернет на нештата, беше тоа што мислам најмногу ми помогна во преводот на овие книги. Имам уште едно прашање во чет. Дали некогаш си се сретнала или си комуницирала со Харари? И ако не, кога би имала можност, што би го прашала? Не сум имала можност, а би сакала многу.
Ама греота е. Значи, ти спомена Никола и мене никогаш не ми паднало на памет, бидејќи јас сум од старата гарда, дека во денешно време може обично да му пишеш на авторот, добар ден, сакам да се сретнам со вас, и благодарение на технологиите тоа може многу лесно да се направи. Но јас тоа не го направив. Што би го прашала Јувал Ноа Харари? Па би сакала можеби да ја видам неговата перспектива за историјата на овие простори. Тоа е нешто што би ме интересирало многу. Како тој гледа од негова перспектива на сите историски движења и настани на Балканскиот полуостров. Според тоа што го имам читано за него и TED презентациите, има доста TED презентации на интернет, гледам дека е многу слободоумен, многу отворен, а е многу интересно заради тоа што доаѓа од толку конзервативно место. Ама предпоставам дека тоа е тој, како е на македонски, тригер. Значи, на едно место тој е многу критички настроен, ама тоа не е со зла намера. Значи, тој ги критикува сите, а најмногу неговата држава Израел. И во едно место, на крајот на не знам која книга веќе беше, мислам третата, и вика, сега, откако ги искритикував сите, време е малку да се свртам и кон себе. И се искритикува и себе си во книгата. Така што тој е отворен за различни мислења и не бега од критика, ниту пак очекува другите толку, како да кажам, болно или да се навредуваат од тоа што е негов аргументиран став. И пак ќе кажам дека луѓе кои што израснале во такви средини, мислам дека многу често кога ќе излезе таков човек како Харари, дека многу често гледаат на посветлата страна, значи поентата е да се едуцира, да се сподели некоја чиста племенита идеја, не е само плукање како од некои други региони, на пример, каде што има. Токму тоа, во книгата тој дава свој гледање на настани од минатото, како тоа се поврзува со сегашноста, дава критички осврт на тоа што се случува, но тоа е со цел само да го продлабочи знаењето и можеби да фрли ново светло на едни исти настани. Така. Најдов на нешто многу интересно додека се спремав за настанот. Конкретно 21 лекција за 21 век ја немам прочитано, ама кога истражував видов нешто интересно. Значи тој отсекогаш имал многу либерални размислувања, така? И ова сега досега што кажавме е во таа насока. А кога требало оваа книга да се издаде во Русија, самиот ја цензурирал. Односно, сите негови критики кои што биле за руското општество и каде што имало алузии на конкретни личности, сето тоа е заменето со други примери. Значи, истата книга е, истата содржина, ама други примери. И е многу интересно како толку некој кој што стои зад либерални ставови, е толку слободоумен, наеднаш се компрометира, барем јас така го доживеав, не мора сите да се согласат, јас го доживав како лично компрометирање на вредностите. Значи, тој дозволил тоа да излезе во таа форма таму, цензурирано, со објаснување дека предлогот кој што ми беше даден беше или ќе го смениш ова или воопшто нема да излезе, и тој рекол заради тоа што Русија е глобална сила, каде што треба да се едуцираат луѓето, решив да направам исклучок, да се одлучам на ваков чекор, за колку толку да стигне до тие граѓани таму. Да, знам за тоа, со тоа што не би се согласила дека тој ја направил цензурата на книгата. Значи, тој бил соочен со изборот од рускиот издавач, дека за да се издаде неговата книга во Русија, би требало да се направат одредени промени на кои што тој се согласил. Пред се работи за ставот или критиката што тој ја има на однесувањето на Русија кон Украина и Крим. И да, тој се согласува овој пример да се видоизмени, и тоа во делот кога се зборува за општеството на поствистина и на современите проблеми со вистината денес,
се согласил и објаснувањето му е токму тоа, дека сакал книгата да ја направи достапна до пошироката руска јавност, на сметка на овој пример, што пак во руската верзија е заменета со примери за тоа како нештата не треба да бидат на председателот Доналд Трамп. Сега тоа е едно, но тоа што најдов понатаму, а за кој што тој не дал согласност, е дополнителна цензура од типот на тоа дека пишува кога книгата тој ја посветува на својот сопруг, во руската верзија е неговиот партнер. Дека се, што со тоа секако не се согласува и дури многу гласно се противи, бидејќи тој е голем поборник на правата на хомосексуалците. Значи ова партнер како колега од кабина. Така, значи тој си има сопруг и тој сака неговиот сопруг да биде признаен и прифатен како сопруг, не само како партнер. Потоа се противеше на одредена промена на зборови за кои што не бил консултиран, например, дека таму каде што тој зборува за освојување на Крим, во руската верзија се зборува за повторно приспојување со Крим, што е секако многу различно. И тоа е нешто на кои што тој не се согласил. А и не знам зошто, не можам да разберам зошто впрочем тоа се прави во денешно време, кога англиската верзија или верзиите на другите јазици се веќе толку широко достапни до сите. Сега, гласно размислувам, претходно не ми имаше текна това, ама може во конкретниот случај не е толку цензура, колку што е некоја адаптација на културолошкиот контекст. Заради тоа што не можете вие во Русија да им покажете дека има лоша практика преку нивните власти и за да го почувствуваат тоа, да го фатат тој тон, може треба да им се направи некоја игра со американците, не знам. Може и така е. Па да, кај него е тоа игра на зборови, но ќе се вратам на она што го кажав претходно. И преведувачот, и толкувачот никогаш не сме да дозволи својот бајас, значи сопствените предрасуди, а сите ги имаме, значи тоа се впрочем ставови, лични ставови кон одредени нешта, да ги протнуваме во тоа што говорникот сака да каже. Значи, ако говорникот сакал да каже дека Русија го освојува Крим, не е моја работа и јас не смеам, никако преведувач, никако толкувач да го ставам дека всушност Русија повторно се соединува со Крим, бидејќи тоа е начинот на кој што ја гледам на работите. Колку пати сум требала да преведам поранешна Југословенска република Македонија? Дали ми се допаѓало тоа? Секако не. Но не можам само заради тоа што мене тоа не ми се допаѓа, јас да го вадам бидејќи не ми се свига. Напротив, ја морам со истиот тон, со истата увереност со која што ја има говорникот да ги пренесувам неговите зборови. А замисли тој случај да не е во книга, туку да е на некој толкување во судски процес, пример. Тоа би била грешка од неверојатни размери, значи тоа би било по медиуми, би било сите би го виделе тоа. Ама секако е грешка. Значи, тоа да се случи на судски процес, мислам дека ќе се води под име прекршок или повреда, законска повреда, и дека ќе подлежи на други санкции, не само за морална осуда. Тоа е противзаконски да не преведеш точно. Особено кога се работи за судски процес. Да. Искрено да кажам, немав размислено дека толку е голем размерот на грешките кои што би ги направиле толкувачи, заради тоа што секогаш размислувам јас од мој контекст како книжевен преведувач дека ние сме секогаш и така на тапет, значи сите кои што фатиле книга врака ќе најдат некоја мана, тоа е најдобро да е преведено, значи ќе најдат мана, ама никогаш не ми имаше текнато дека и толкувачите се на тапет, ама од други инстанции, значи може обични смртници нема да го слушнат тоа, ама власти или одговорни институции, надлежни институции сигурно дека би го фатиле тоа. Значи, работата е сериозна. Ми текнува сега на еден пример ова што го спомена за тоа што каква грешка може да направи преведувач не само во судски процес, туку во дипломатска средина.
Значи некоја 56-та, Хрушчов, премиерот на Советскиот сојуз, се обраќа пред западните амбасадори во Москва. И тоа што он го кажува е преведено од преведувачот како ние ќе ве закопаме. И тоа наредниот ден или понедела дена, во тоа време не знам како се брзо и колку се брзо одело, но тоа се пренесува на сите светски медиуми и придонесува кон влошување на и не така добрите односи помеѓу Советскиот сојуз и западниот свет. А всушност тоа што Хрушчов сакал да каже е дека следејќи ја марксистичката логика, капитализмот сам си го копа гробот во кој што ќе падне. Значи, тоа е сосема едно поинакво толкување на нештата. Така што треба многу да се внимава. Па и кај нас имавме еден таков случај, нели, ќе висиме заедно, како имаше и така и кај нас. Ајде да не навлегуваме се во тоа. Имаме во чет две прашања, ама првим пред да ги прочитам тие би сакал да поентирам со моево, пак е во однос на цензура и ќе продолжиме со тие две прашања. Значи, кога Харари се довел во ситуација да го ставиме истиот збор цензура во истиот контекст, дали било цензура или не било, пак го дискутираме тоа. Мене ме интересира што мислиш ти, како долгогодишен преведувач, стручњак, професионалец, за сегашниве тенденции во македонскиот јазик, конкретно на бришење на зборови од речник. Значи, цензура. Како да кажам, секој пат отново се вчудовидувам од тоа како е една многу успешна приказна, како што е дигиталната платформа на македонскиот јазик, ќе успееме да ја расипаме со препукувања кои што се во основа непотребни. Значи, ова беше голем настан, свечен чин по повод 100 годишнината од раѓањето на Блаже Коневски, а од него произлегува препукувања кои што не можам да ги објаснам поинаку, освен на мешање на баби и жаби. Значи, во овој случај, бабите се лексикографите и лексикографијата која што е посебен дел од науката со јазикот, која што се бави со создавање речници, лексикони, енциклопедии. Значи, работа на лексикографите е да ги регистрираат зборовите кои што постојат во еден јазик и, како што е тоа случајот во толковниот речник, нам да ги објаснат, вклучително и како се развива значењето на еден збор или на еден термин со текот на времето. Жабите во оваа приказна е прашањето на политичката коректност, што е исто така многу важна категорија и се бави со начинот на говорот, начинот на изразувањето на луѓето. Значи, не само што не велам дека не е битна, таа е многу битна, но тие две работи не може да се споредуваат. Едно е јавниот говор и начинот на кој што се изразуваат лицата, друга работа е речник, вклучително и појмот политичка коректност. Значи, работа на лексикографот е да го вметне тој нов збор, што е релативно нов збор, во речникот и истиот да ни го објасни. Вклучително и тоа дека првобитното значење на политичката коректност било всушност саркастично. Се користи за во Америка се користи првпат во 70-тите како термин погрден и малку со подсмев за лица кои што се претерано ригорозни во своето политичко уверување. И токму тоа се случи. Во овој случај за зборот циган беше посочен како наврелити. И да, ние тоа го знаеме. И тоа е објаснато во речникот. И да, за тоа треба и текако да се води сметка во јавниот говор. Но дали тоа треба да се брише од речник, за мене е просто нонсенс. Значи, нема прашање што треба да се постави тука. Дури се направи против услуга, затоа што некој сосема
јасно може да го протолкува како цензура. Кои зборови се подобни, кои зборови не се подобни. Апсолутно е цензура, според мене. Лексикографите да кажуваат што е валидно, што не е. Нивна работа е да ни го појаснуваат значењето на зборовите по азбучен ред. Така. И многу интересно што конкретно еве за овој збор циганско нешто. Значи, мене зборот циганско ме асоцира на позитивни работи, ме асоцира на песна, ме асоцира на танцување, ме асоцира на гитара, ме асоцира на Гоголь бордело. Значи, има и убави нијанси тој збор. Кој одлучил тоа дека по секоја цена е тоа негативно? Значи, тоа е споредно. Нема сомнеш веќе, и мислам дека и толковниот речник тоа го кажува, дека тој термин се користи како термин со пејоративно значење за означување на ромската заедница. Значи, тоа е јасно кажано во речникот и ако не беше доволно јасно кажано, тоа треба и текако да се појасни. И на ист начин да се појаснат сите други термини кои што ние ги користиме за обраќање кон другиот. И на тоа сериозно треба да се работи. Но од гледна точка на јазик и на преведување, се доведуваме до ситуации на апсурд. Значи, непотребни. Дури и да значи, сосема лесно може да го прекрстиме циганското лето во ромско лето. Сосема лесно можеме и Indian Summer да ја прекрстиме во Native American Summer, затоа што тоа е политички коректно. Но логично ли е? Или Gypsy Jazz? Да е... Потребно или, ако сакате, смееме ли да се мешаме во уметнички креации, како што се книги, романи, во кои што се споменуваат овие и други зборови со вулгарно или пејоративно значење. Тоа за мене е абсурд. Апсурд, ама сме имали и кај нас такви случаи, како со Хакфин што се случи, ама тоа веќе ќе го ставиме за друг пат, многу ќе ни фати муабетот. Токму така. Значи, политичката коректност и изразувањето и користењето на термини кои што не се навредливи и инклузивни се, е за мене многу важна работа. Но едното со другото не може да се споредува. Речникот не може да се споредува со политичката коректност и со начинот на говорење на поединците. И начинот на употреба во дадени кругови. Значи, ние баш ова со моите ученици го дискутиравме, само ова ќе го спомнам накратко, заради тоа што како никогаш досега јазикот е врзан со промени во општеството. Значи, сега ова што има тенденции на cancel culture, кои што децата се цело време изложени на тоа. Значи, сега најнов случај на тоа cancel culture, каде што сосема ги исклучуваат тие луѓе, се баш Пикасо и Еминем. Значи, Еминем, рапер, познат, заради тоа што го користел the N-word, ама со деца многу е лесно да се разбереш. Објаснивме дека тој припаѓа на таа хип-хоп сфера, дека тој збор го користи со милно значење, значи за да се покаже припадност на тој круг. Кој ќе им го објасни тоа на политичарите? Значи нив не треба тоа да ги занима. Значи оставете го речникот, има луѓе кои што се експерти, кои што се занимаваат со тоа поле, нема потреба од мешање паби-жаби. Воопшто не би се согласила дека Еминем тоа го користи милно, со милно значење. Пак ќе кажам, ова ново движење на cancel culture, the woke culture, тоа е се дел од едно пошироко движење во кое што прераснува овој термин политичка коректност. Значи, се работи на тоа, има будење на свеста за тоа дека некои термини се сериозно навредливи за голема група луѓе. И на тоа и како треба да се работи. И треба да се работи на промената на менталниот склоп, на разбирањето на другиот. Зошто да навредиш некого кога не мораш? Но пак ќе речам, тоа е сосема друга работа од бришењето на зборови од речник. Проверив само уште ова ќе го кажам, дека во Мириам Вебстер речникот се избришани зборови. И се избришани од прилика да кажеме 500 зборови кои што повеќе не се во употреба. Тоа се зборови од, да кажеме, 17-тиот век, кои што денеска не се користат.
Тоа се единствените бришања на зборовите. Се друго е додавање на нови. Можеби ќе дојдеме до ден кога нема да има потреба ни зборот дискриминација да се најде во речникот. Но до тогаш не може да го бришеме и со тоа да мислиме дека не постои. Епа, ајде да ги прочитам двете прашања кои што тесно се поврзани со ова прашање. Значи, Сонја прашува каква беше соработката со издавачот и лекторот, колку интервенира во преводот. Претпоставам дека за сите три книги може генерално да зборуваме со ист издавач, со ист лектор, претпоставам дека се. Така е. Издавачот е 3. Се договоривме добро, се разбира, јас не бев среќна со хонорарот, ама не знам кој книжевен преведувач е среќен со хонорарот. Сепак се одлучив тоа што да го направам и покрај тоа што беше голем труд за малку пари, но тоа сакав да го направам. Мојата соработка со лекторот беше многу коректна. Имаше некои промени каде што јас не можев да се согласам. Ги почитуваше лекторот моите гледишта. Имаше нешта за кои може да оди и ваму и таму, не менуваше многу. И имаше работи кои што лекторот ми ги посочи и кои што јас се надевам ги научив и нема да ги повторувам како грешка. Така што сосема коректна и убава соработка. Немав проблеми од таков вид дека толку е променета книгата или речникот, зборовите што јас ги користам, за да биде толку сменета до непрепознавање. Некои работи повеќе, некои работи помалку, но во главном соработката беше многу убава и коректна. Во врска со претходно прашање има дополнување, дали ти се противеше како преведувач на некои од нивните промени, кои што ги сугерира уредникот или лекторот? Значи, ми текнува на една, која што не се налутив, но просто посочив. Значи, тоа беше зборот сингуларност во првата книга. Значи, тој постои како термин. И беше сменета од лекторот во, не знам што беше, единечен настан или посебен настан, што комплетно ја менуваше целата суштина на тоа што сака да го каже авторот. И го предочив тоа и не најдов на проблем. Тоа се врати на сингуларност. Добро е што си имала соработка таква за да може да си стоиш на твоето размислување. Значи, за жал има и многу негативни. Многу позитивно. Да. Добро, окей. Па право ти кажам, јас имам само уште едно прашање. Моето прашање беше погоре до душа во вториот сегмент, ама може да се заврши на тој начин настанот. Со прашање за читањето. Колку читањето и информирањето е важно за толкувањето и преведувањето? Па прво е уживање, а второ е важно. Значи, за да се биде добар толкувач не може, а да не ги следиш настаните во светот. И генерално да имаш љубопитен ум. Значи, на времето видов една визит карта на не знам кој и како беше со назив на професија општ специјалист. Значи мислам дека е тоа квалификација што може за нас толкувачите и преведувачите да биде многу валидна. Значи јас по професија сум општ специјалист. Знам од понешто за литература, за право, за историја, за економија, но не сум вистински специјалист, сум општ специјалист. Секогаш инсистирам, тоа го правам самата и инсистирам и во наставниот процес да го потенцирам тој факт, да ја разбудам љубопитноста кај студентите да следат што се случува. И не само како љубопитност, туку како потреба за да знаат што се случува во светот. Никогаш не знаеш што ќе ти се падне и како нештата може да се поврзат. За да знаеш да го преведеш што, мора да знаеш што се случува. Така што тоа е едната страна, а втората е читањето како уживање и љубов, што ја мислам за секој од нас што се бави со оваа дејност е благодат. Супер. Да имаме некој прашање од публика?
мислам дека еве имаме. Да се вратиме на почетокот на муабетот. Каков беше односот на претседателот Глигоров кон вас, како толкувач, преведувач и за споредба? Денес, дали може да дадете оценка на односот кон преведувачите, толкувачите од страна на политичарите и институциите? И благодарам на Сандра за ова прашање. Значи, тој период од мојот живот, мислам дека е период во кој што сум била најмногу исполнета и професионално и како човек. Веќе реков, значи Глигоров беше исклучителен по многу нешта. Односот кон преведувачите, односот кон другите, односот кон политиката, односот кон државата. И сето тоа тој го правеше на еден за мене фантастичен начин. Со должно внимание, со трпение, со почит кон сите. И мислам дека тој период од нашата историја, веќе тоа е пред 30 години, е посебен за мене лично, но мислам дека и посебен за нас како држава. Младите колеги веројатно не го знаат тој период од нашата историја, но тој беше многу посебен во смисла на тоа дека сите сакавме да дадеме, сите работевме на успешноста на не само македонската приказна, туку и на европската приказна. Во 90-тите години многу живо и раздвижена беше идејата за обединување на европскиот континент, од Атлантикот до Урал. Сосема една друга поставеност и една сосема друга енергија која што денеска ја нема. Така што да се зборува за политиката и работата со политичари денес е сосема различна од периодот кога што јас тоа го правев. И секако, сега можеби тоа е затоа што е дел од мојата историја, сметам дека тогаш беше подобро и поинаку од сега. Но можеби тоа е само генерацијски, јас не знам дали другите ќе се сложат со мене. Мислам дека конкретно сега последниот период ги има сите фатено некоја апатија од тинејџери до возрастни, сите категории, сите полиња од општеството, така што веројатно има некоја јасна разлика таму. Има уште едно прашање, кога и каде започна да го учиш англискиот јазик? Претпоставам дека ова прашање е со оглед на тоа што кажа дека имаш дипломирано историја на уметност. Значи, англискиот јазик почнав да го учам во Центарот за странски јазици со професорката Сонја Дрнкова. И како сега ја гледам сликата со This is a street. There are many cars on the street. Но, јазикот го научив всушност во Америка. Значи, во 76-та година, татко ми беше на служба во Вашингтон и сите ние, целото семејство, се преселивме таму. И јас почнав да одам на училиште во Вашингтон и барем од тоа што се сеќавам и од тоа што ми кажува, јас имав 10 години да кажеме и едно 3 месеци одев на школа без збор да кажам. Значи на сите часови одев, се посетував, ама ништо не зборував. Третиот месец и првиот ден отворив уста и почнав да зборувам како native speaker. Значи тоа е предноста кога се учи јазикот на млади години, во детството. И потоа, тоа што го научив, го надградував со читање, кога се подготвував за постдипломските студии, го полагав тој GRE тест и тој исто така многу ми помогна за збогатување на вокабуларот. Генерално тоа продолжува до ден денеска. Јазикот е материја жива што се надградува и која што се унапредува. Но предноста моја беше тоа што го научив јазикот на мали години и што функционирав добро на двата јазика. Не сите луѓе тоа го можат. Значи, има луѓе што зборуваат англиски, што зборуваат македонски, но не функционираат меѓу двата јазика. Тоа е, мислам, што мене некако природно ми легна. И затоа мислам дека бев добра во тоа што правам, да посредувам во тој меѓујазичен и меѓукултурен диалог. Имаме прашање од Огнена. Предходно ми скокна очетот заради друг коментар.
вели колку е тешко и дали е можно да се задржи објективноста кога се оценуваат колеги при акредитацијата, особено оние што ги познаваш? Јас мислам дека може. А и ако тоа не е можно, тоа се работи за комисија од 9 члена. 9 члена, меѓу кои што јас не одлучувам сама или никој не одлучува сам за кој било кандидат. Мора да постои согласност, едногласност. Ако не постои, се развива дискусија, некогаш сериозна и долга, додека не се дојде до заедничко решение. Исто така, ќе го спомена мојот колега Оливер, кој што на 2 пати се изема од работата на комисијата при оценувањето на кандидат, кој бил негов најдобар пријател. Значи, тоа е само уште една потврда дека не верувам дека може да дојдеме сите 9 до погрешна одлука. Може да има несогласување и за тоа се разговара, но во крајна инстанца мислам дека одлуките што се донесуваат се праведни и правични. Имаме уште едно прашање од Сандра. Вели, имав можност да видам како председателот на Европскиот парламент Сасоли пред 2 години кога беше во посета се однесуваше кон неговата преведувачка, а како нашите кон нас или кон мене, 2 различни света. Значи, веројатно има разлики помеѓу тоа како нашите политичари се однесуваат со преведувачите и како во странство ги гледаат. Па што да кажам друго, освен дека политичката коректност не се однесува само на јазикот, туку и на општото однесување, вклучително и на политичарите. И дека е тоа поле на кое што може секогаш да се работи и да се унапредува. Добро. Имаме некој друго прашање? Или Фајрон? Никола, ако може јас да кажам нешто? Ајде. Да, не е прашање, јас моите прашања си ги поставив и благодарам на одговорите на Сонја. Сакам да искористам оваа можност јас официјално да зазвучам, да и се заблагодарам што ја прифати поканата, бидејќи Сонја сум имала можности да работам со нејза во кабина и да ми биде еден вид на ментор, на наставник, на професор на постдипломските и исклучително ми е драго што еве одвои време и што ја прифати поканата да зборуваш и за нашите членови и за сите кои што сакаат да те слушнат. Мислам дека навистина многу големо искуство сподели и уште еднаш те благодарам и се надвам дека ќе има и други вакви прилики па ќе може повторно да разговараме и Никола ти благодарам и тебе, мислам дека одлично го водеше разговорот. Мене ми уживанци разговорот затоа. Ана, јас ти благодарам тебе што се сети на мене и ти благодарам за поканата. И јас денеска уживав, се надевав дека и другите уживаа барем малку колку што јас денеска убаво си поминав, благодарение на Никола кој што многу умешно и вешто го водеше целиот. Ај, фала. Да. Епа, толку нема прашање, јас мислам дека може овде да завршиме. Фала до сите, фала ти тебе Сонја, фала до публиката за интересот и за прашањата. Мислам дека еве има коментари дека и тие убаво си поминале. Да. Се гледаме на кафе со преведувачот 4. Убава вечер, почнува Евровизија, имаме пола сат за спремање. Секој добро и до скоро гледање физичко. Така, да. Поздрав. Чао.